Дворот на Водно на улица Партени Зографски, кој го откупиле соседи иако не биле негови корисници и сега сакаат да градат, бил приватизиран пред 10 години. Документација од општина Центар покажува дека барањето за приватизација било поднесено во декември 2011 година, а во јануари 2012 година станало правосилно. Маја Сотировска и Жарко Будимовски, наследници на дуплекс куќа која нивните родители ја добиле на користење во 1968 година заедно со дворот кој државата го продала на други, обвинуваат дека приватизацијата е незаконска, оти не им бил понуден ним како корисници. Бараат да сопрат градежните активности додека не се утврди како луѓе кои не биле корисници на дворот добиле можност да го приватизираат, а врз основа на тоа добили и одобрение за градење од општина Центар. Градоначалникот на општина Центар Саша Богдановиќ вели дека општината издала одобрение за градење и сопствениците донеле документација со која докажуваат дека имаат право на сопственост. Ние по тоа што видовме по документацијата, тие што се подносители на барањето за одобрение за градба, се сопственици бидејќи ни донесоа нормално доказ имотен лист и тоа ни беше приложено и во елаборатот. Во тоа што можевме да прочитаме дека станува збор за приватизација на одредено земјиште кој што се води во имотно-правни односи при Министерство за финансии. Ние како општина Центар располагаме со земјиштето, но со државното неизградено земјиште кое што доколку дојде до продажба треба да оди на лицитација, ако е чисто земјиштето. До сега не сме продале ниту едно такво земјиште, ниту една лицитација сме одржале бидејќи сметаме дека доволно државно земјиште е отуѓено и потребно и непотребно и сметаме дека тоа земјиште треба да биде наменето пред се за јавниот интерес. Не го проверувале начинот на кој била извршена приватизацијата, оти верувале на донесените документи издадени од институциите и советува Сотировска и Будимовски сомнежите да ги расчистат во Министерството за финансии. Што се однесува до тоа како дошло до целиот начин на приватизација, тоа треба да се обратиме, односно да се обратат во Министерство за финансии и доколку има одреден спор или некои неправилни постапки да си покренат спор. Ние работиме согласно документацијата која што не носи подносителот на барање за одобрение. Ние по тоа што гледаме дека станува збор за приватизирано земјиште. Тоа не е под наша ингеренција, него е под Министерство за финансии, така да најдобро прашањето да го решат таму. До него се уште не стигнала петицијата подпишана од 18 соседи за кои приватизацијата и најавата за градење била изненадување, па бараат стопирање на активностите по сечата на дрвјата во дворот во неделата како подготовка за градење. Сотировска и Будимовски велат дека петицијата е уредно поднесена во архивата на општина Центар и заведена со архивско бројче. Сега за сега немаме добиено ништо. Обично сите ги разгледуваме лично заедно со кабинетот и ако има нешто правно издржано реагираме, ама сега за сега не сме добиле ништо. Доколку има било каков пропуст во постапката, ние треба да добиеме на писмено. До сега не сме добиле ништо такво. Така да единствено нешто што успеавме да прочитаме беше дел од социјалните мрежи и медиумите, но до општина Центар немаме доставено никакво барање за било какво одложување, а за да направите било какво одложување на извршување на еден управен акт треба да имате јаки аргументи. Значи, затоа кажувам, ако имало било каков спор, тоа требале да се заврши во претходна постапка, дали пред одредени министерства, дали пред суд и така натака. Тој вели дека до него не стигнало ниту барањето за средба од Сотировска и Будимовски кои кажаа дека веднаш штом дознале за целиот случај побарале прием кај градоначалникот, но не добиле никаков одговор. Тие сметаат дека општина Центар ја прекршила постапката за градење, оти за новата градба не биле известени сите соседи, туку само една од нив, која се обидала, но не успеала да поднесе приговор на одобрението за градење, а во меѓувреме се разболела и починала од COVID-19. Иако не им е одговорено на барањето за прием, градоначалникот Богдановиќ вели дека е отворен за соработка. А ако имаат било какво сомнение, нека побараат средба во општината, бидејќи ние начално слушаме за одредени проблеми имотно-правни, доаѓаат луѓето, ама адресата не е општина Центар. Ама ако сметаат дека нешто е пропуштено во општина Центар, во било кое време нека дојдат на средба, секогаш сме достапни. За стравувањата дека во откупениот двор ќе никне огромен објект, градоначалникот Богдановиќ вели дека одобрението е дадено во согласност со параметрите од деталниот урбанистички план за градска четврт Ј07, кој на таа локација дозволува индивидуално домување во стамбени куќи. Инвеститорот на објектот и сопствениците на парцелите сметаат дека обвинувањата од соседите се неосновени и неточни, укажуваат дека ја имаат сета потребна документација која сите заинтересирани може да ја проверат во институциите.
А1 побара објаснување од Министерството за финансии на кој начин е направена приватизацијата на дворот кој го користеле Сотировски и Будимовски, а бил откупен од други лица. Од Министерството до објава на текстот не одговорија на прашањата.